На почетокот имам едно кратко обраќање, јас него не знам како да го најавам, освен тоа дека тоа е еден од двата столба во оваа конференција која што не се менјаат. Како што видовте, дури Нина јас нема лани, но има два столба кои што не се менуваат. А тоа, првиот столб сум јас, како што гледате 3 години and going, а вториот столб е еден и единствен директорот, генералниот директор на Царинска управа на Република Северна Македонија, а тоа е господинот Ѓоко Танасовски. Го молам господинот Танасовски да се приклучи. Тука ли е? Ете го, еден и единствен. Добри. Благодарам. Одлично, гледам дека сте во канцеларија. Извадите со полесно овој пат дека од ваш терен си се јавувате. Леле, имав еден опус, една декларација вака со шеги. Во ред, ви благодарам што и годинава земавте учество. Ве молам, имате таа чест да го отворите вториот ден и да поздравите присутните. Благодарам го раз. Почитувани, чест и задоволство ми е во име на Царинската управа и во моје лично име да ви се обратам на третата годишна конференција за е-трговија, која е во организација на Асоциацијата за е-трговија, а на тема е-трговија и COVID-19, предизвици и можности, во насока на градење врски со потрошувачите и прекуграничната е-трговија. Е-трговијата е револуционерен процес кој константно се развива и како главен канал преку кој се одвива купување, продавање, пренос и размена на производи, услуги и информации и доведува до позитивно менување во однос на економијата, пазарите, индустриската структура, производите и услугите, потрошувачката сегментација и работните пазари. Најновите податоци во нашата земја за првите 6 месеци од 2020 година представуваат раст од 36% во однос на е-трговијата и зголемување од 24% од трансакциите во споредба со првите 6 месеци од 2019 година. Слични бројки се појавуваат и кај останатите ЦЕФТА членки. Прекуграничната е-трговија целосно ја смени перцепцијата на царината на меѓународно ниво, со тоа што таа стана главен аспект на променливиот свет на производство, трговија и економија кој овозможува подобри економски можности и зајакната регионална соработка. Како дел од приоритетите на македонското председателство со ЦЕФТА под комитетот за царина и правила на потекло во 2020 година, е-трговијата беше многу добро прифатена и поддржана од сите страни на ЦЕФТА, а особено од Европската комисија и членките на Европската унија. Посебен акцент беше ставен на прекуграничната е-трговија и на состанокот на министрите за економија кој се одржа во рамки на Берлинскиот процес. Имено по усвојувањето на декларацијата за заедничкиот регионален пазар и при спроведување на новиот акционен план, во е-трговијата ќе следи усогласување и подобрување на регулаторната и законска рамка со цел хармонизација на законодавството и приближување кон Европската унија. Со тоа ќе се постигне намалување на трошоците за е-трговија, зајакнување на усогласеноста, поефикасни контроли, како и заштита на легалната трговија и борба против нелојалната конкуренција во регионот и во Европската унија. За таа цел би напоменал дека активно се работи на сузбивање на сивата економија по изготвениот акцијски план кој е стратешки приоритет на Министерството за финансии и владата на Република Северна Македонија. Сивата економија го нарушува интегритетот на целиот наш даночен систем. Влијае штетно на буџетот и на платата на приходите и со тоа од друга страна ги скратува средствата за инвестиции кои би придонеле кон подобри услуги за сите граѓани, односно деловното окружување за негово подобрување во контекст на помош на компаниите за полесно основање, раст и развој. Како лидер во дигитализацијата,
Царинската управа ќе учествува и во новиот проект за трговија во регионот на ЦЕФТА, кој е директно поддржан од страна на ГИС и владата на Република Германија, а преку кој ќе се овозможи олеснување на прекуграничната трговија со активно вклучување на малите и средните предпријатија, при што ќе се подобрат условите за трговски трансакции помеѓу компаниите, но и кон крајните потрошувачи. Исто така, неодамна го завршивме проектот за реформа на прекуграничната трговија со царината на Јужна Кореја, чии препораки наскоро ќе почнат да се имплементираат. Во склоп на бесплатната и едукативна веб платформа за трговија e-commerce4all.mk, која неодамна беше лансирана од страна на Асоциацијата за трговија, Царинската управа стана партнер во креирањето на модулот број 3, што се однесува на испорака во однос на можностите за домашната и меѓународната испорака во трговијата. Улогата на Царинската управа исто така исклучително важна и во однос на секако точно пласирање на информациите за прекуграничната трговија, како и по мене уште поважно едукација на сите засегнати во екосистемот на трговијата, особено во ова време кога имаме драстично зголемен обем на трговијата и зголемен број на брзи пратки. За крај би сакал да нагласам дека за Царинската управа Асоциацијата за трговија е еден од највреднуваните партнери, при што оваа соработка е потврдена и вреднувана и на меѓународно ниво. Очекувам дека заедно ќе продолжиме да работиме во насока на подобрување на услугите што се нудат, а се со цел задоволување на потребите на трговците. Верувам дека во текот на денешниот ден ќе има интересни презентации и дискусија, а многу повеќе информации ќе добиете и ќе ви бидат представени од колегите од Царинската управа. Ви благодарам и ви посакувам пријатна работа. Гора се извини, не те слушам јас. Пардон, значи ви благодарам уште еднаш што бевте денеска со нас, што отворивте оваа година конференцијата. Искрено многу ми е жал што не се видовме во живо, но се надевам дека до година, здравје Боже, ќе го направиме ова како што треба. Здравје, ви благодарам уште еднаш и јас се надевам дека нареднијата конференција ќе биде во живо и ќе имаме многу подобри вести во однос и на здравјето и на целата економска слика во државата. Благодарам. И јас сум убеден, така што ви оставам во добро здравје, чувајте се, пазете се, намалете царината што помалце можете, тие луѓе во Алиекспрес треба да живеат како така.